Миладиновци. Старо име Аджилари. Миладиновци е село во општина Илинден во околината на градот Скопје. Денешното село Миладиновци е формирано кон крајот на 18-тиот век. Според едно предание, селото го основале доселеници од прилепското село Мажучиште, кои тука се населиле за да се засолнат од потерата која ги барала поради убиство на некои должници. Друга малку поизменета верзија вели дека селото го основале или туриле колец турскиот род Алиловци од Оросан во Арабистан, а веднаш понив на имотот на чифликот на Ракиббек се доселиле предците на македонскиот род Трајанковци, кои побегнале од Прилепско откако таму двајцата браќа близнаци Трајан и Трајко убиле некој човек турчин, должник, при што тука дошол Трајан, а Трајко заминал на Овчеполе. Кон крајот на 18-тиот век, најплодната земја на селскиот атар припаѓала на познатиот силен Ракиббек, а на нивната земја до пред крајот на турското владење биле основани уште 3 чифлици, на кои работеле само македонските христијански жители, додека постојаното население, муслимански семејства имале своја земја. На турските гробишта во селото во 1912 година се наоѓал жртвеник со латински надпис, посветен на богот Херкул. Селото Мирковци. Мирковци е село во општината Чучер-Сандево во областа Црногорија во околината на градот Скопје. Селото е ридско на надморска височина од 475 метри. Селото е староседелско. Има остатоци на стари градби во наоѓалиштето Развраниче, Шумарица и Тоа, гробови, камен, покривна керамика, остатоци од стара црква, најверојатно ранохристијанска базилика. Во Мирковци има мала група на староседелци, поради што може да се заклучи дека се работи за старо село. Меѓутоа, во историските извори тоа првпат се сретнува во 15-тиот век, односно на 9 февруари 1445 кога Исабек го приложил на медресата во Скопје. Селото од секогаш било едно од поважните села во областа Црногорија. Поради тоа селото поседувало училиште од 1844 година. Од ова место потекнуваат повеќе споменици од бел мермер. Надгробна стела од која е зачуван делот со латински надпис. Дел од релјеф со представа на Венера и мал крилест гений. Надгробен споменик со релјефно представена розета, чешел и огледало. Горен дел од надгробна стела со розета и представа на огледало и чекан. И плочест дел со релјефна представа на воловска глава, од чија лева страна виси гирланда. Наодите се чуваат во лапидариумот на Музеот на Македонија во Скопје. Вечно